Изгледа нема да дојде. Доаѓа. Ајде сега, Мелиса. Ти верувам. Добро. И па што ме викна тука, значи не си ја добила пораката ти? Каква порака, ма? Знаеш што можам да сторам, така? Веќе не игри си со мене. Мислиш на тоа што си испосече? Што ми е гајле, ма? Ти си глупачка која сама си наштетува. Биди сигурна, можем и повеќе. Што се замислуваш, ма? Мала и неиздржлива си. Што сакаш? Го видовме тој ден. Побегна без да се свртиш велики дека не си сторила ништо. Многу си фантазираш, девојче. Зене постојано велеше дека си полудела. Тој ден исто така се понашаше. Како лудача се испосече. Јас се испосеков? Ама тебе што ќе ти се случи? Внимавај што правиш. Како Зейнеп ќе завршат сите оние кои се закачаат. Полудена си скроз. А кој ли полудел сега? Јас или Зейнеп оному каде што ја чуваат? Оному каде што ја чуваат? Оној кој ќе те слушне ќе помисли дека знаеш каде е. Се е лагама, девојко. Се е фантазија. За жалење си, глупачо. Добро, не знам каде е. Во право си. Ама знам со кој замина. Ајде, Мелиса. Тешка лашка си, ма? Не знаеш што да измислиш за да привлечеш внимание. Не лажам. Ги видов кога заминуваа. Бркај си работа, ма? Не се трпат твоиве приказни ова време. Дојди навечер и раскажувај ми. Ти велам дека вистината ја кажувам. Да, секако. Со дечко и побегна, јасно? Со дечко и побегна. Таа ноќ ја следев Зейнеп. Ги видов кога си одеа. Бивме кај плажата на клубот. Видов дека Зейнеп оди некаде. Ја следев. Се сретна со еден дечко. И претходно се имаа видено. Дечкото имаше донесено нешто во една ташна. Ја погледнаа ташната и си заминаа, без да ги виде никој. Видов со кој замина. Зошто не кажа до сега? Можеше да помогнеш да ја најдат. Зошто? Бидејќи ја мразам многу. Ја мразам бидејќи сите неа ја сака и во неа се заљубуваа. Се надевам дека ќе умре. Се надевам дека никој нема да ја пронајде. Знаеш, жал ми е за се што сторив, Хазал. Навистина. Не знаев дека ти е олку лошо. Конечно ги накадив децата, се спремаат. Многу ми се лути. Не знам како ќе ги смирам. Ќе заборават, се уште се деца. Не бива да се лутат на татко им. Се надевам. Ја спремив кошницата за излет. Шоферот ја стави во кола. Ставив и топка. Ако потрчат и ако си играат малку, до вечер ќе се заборават. Се ќе заборават. И господја Суна да беше тука. Зборував со Суна. Вистина? Добра била. Наскоро ќе ја пуштеле. Аман, фала Богу, одлично. Но не кажувај никому ништо. Добро, секако. Ајде, девојчиња, татко ви ве чека. Дојдете ваму. Каде ќе одиме? Ќе ве одведам на едно убаво место каде што не сте биле претходно. А ти дже? Ајде, девојки, помогнете ми да ја наполнам кошницата со овошје. Ајде, ајде. Молам. Јасно е дека се уште не си се опаметил, Зафер. Зар ке треба и останатите твои блиски да гостуваат кај мене за да не соработуваш со полицијата? Дојде да зборува врска со Зенеп. Не се спомна твоето име. Тоа е моја игра, Зафер. Тука важат моите правила. Има подборено и прецизно кажено. Изгледа не си сватил. Зија, слушај ме. Во врска со случајот на ќерка ми,
Не сакам оправдувања. Жал ми е, Зафер. Ја загуби играта. Зија, нема да си сторил нешто на Суна. Зија, Зија. Абе, тато, те молам, кажи нешто. Што е, Керко? Зошто се карате? Ништо не сторив, тато, претерува. Седнете. Повелете. Тука ли е Зафер Демирај? Застанете, ви молам, застанете, мома. Али Што се ти случува? остани. Што? Што се случува? Вие ли сте Зафер Демирај? Да. Тргнете ги децата. Што се случува, тато? Ништо нема, Керко, смирете се. Ајде, Душо, ајде. Ајде. Не, Добро, смирете се, ајде. пушти ме. Ајде. Ајде, Керко. Нема ништо, ајде, Керка. Те послушни, ајде, Джансу, ајде, девојки, ајде. Ке ве притворам заради убиството на Жули де Герман. Тато? Што? Како си? Добро, благодарам за лековите. Ти купив нешто. И јас имав како мал. Што е ова? Спречува да имаш кошмари. Зар ова помага? Кога бев мал имав кошмари. Еден ден мајка ми доби нешто вакво. Рече дека нема да имам веќе кошмари. Оставив под перница и заспав. Мене ми помогна. Се надевам дека и тебе ќе ти помогне. Ќе ме штити од кошмаров низ кој поминувам? Ќе ме штити од тебе? Джем, немој да ми го правиш ова, те молам. Зейнеп, те молам, не отежнувај работава. Знам дека срцето ти е скршено, но ти не си лош човек. Треба да одам. Бегаш од мене, а од себе? Ти можеш од себе да побегнеш. Зошто го правиш ова, Джем? Што сум ти сторила? Не се работи за тебе. Свати веќе. Тогаш што берам тука? Погледни ме, Джем. Зошто вака ме казнуваш? Те молам, одговори ми веќе. Кој си ти? Сакаш на вистина да дознаеш? Господин Давуд,
Кој му кажал на главниот доктор за таа ноќ? Не знам, бе. Од кога си тука, Давуд? Колку години работиш тука? Скоро 20 години. Деде? Да, од кога е тука? Татко ми се запозна со еден човек. Реши да го зголеми бизнисот. Велеше дека ќе ни ја спаси нината. Навлезе на еден голем тендер. Имаше голема доверба во човекот. Толку голема што се вложи. Се што имаше. Потоа? Човекот бил познат по крадење на мали фирми. Сторил се што може. И го зголемил влогот за тендерот. Татко ми многу се задолжил. И му ги земал сите акции. И ред други работи. Зар татко ти ништо не сторил? Татко ми беше чесен човек. Не го изгуби само тоа што цел живот го собираше Зейнеп. Се што веруваше. Се стопи како снег. Оваа вистина го стопи, не издржа. Човек кој изгубил се, е опасен. Една ноќ со своји раце, цела куќа. Мамо! Ги слушав браќата како викаат. Мајка ми. Дедо, мај, каде сте? Се гореше. Те молам, замолчи. Не ми кажувај повеќе. Ти сакаше да дознаеш. Оној кој го сторил ова на татко ти е? Да. Зафер Демирај беше. Татко ми. Како можел татко ми да биде толку лош? Джем, навистина ми е жал за семејството. Значи жал ти е. Се срамам од татко ми. Го мразам, ама. Ама тој сепак ти е татко, така? Не, немаше да го кажам тоа. Сваќам дека сакаш да му се одмаздиш на татко ми, ама јас ли сум виновна за сето ова, Джем? Каква вина имам јас? Доволно е толку. Дозна повеќе од колку што требаше. Јас ли треба да патам за делата на татко ми? Зар ваква треба да биде праведноста? Какво е чувството да загубиш некој близок? И Зафер Демирај ќе дознае. Тоа е многу праведно. Значи не си ништо поинаков од татко ми. Ќе ти покажам како се измачува убиецот на твоето семејство. Втора шанса. Бебето? Како ни е бебето, мине? Трагедија која прогонува. Не лажете! Сите лажете! Каде е ќерка ми? Утре вечер, во 21 часот.